Razdelbata što briše se među nas, mi go zede liko tvoje. Dragan Đakonovski špato se našel na ovije prostori v nekoj vreme, v koje da se našel na drugo mesto na svetot, ki mu bilo mnogo lesno genialitetot ili vizijata što je imao da ja ostvari brzo i da mu se otvori svetot v koji živeo. Dodeka ovdje sigurno v tije vremenja ne bilo lesno da se tvori to što ga tvorilo to ili da se veruje v to što ga verovalo to. No eve, sa to što ostanal tukaj i ostavil nasledstvo. Koga gi snimivme si te kompozicije 18. i сега ги миксавме и ги завършивме, барав во насловите на композициите што ги свириме. Дали има нешто што би било прикладно за наслов на албумот и на целиот проект. Значи, те носам во себе беше некако најприкладно, не заради песната, него заради насловот. Се друго е некако за нас почна живот, е некако огуглани пароли. Во меѓувреме, разбирате, пошто сите ги земаат и ги користат за себе, за своји себични причини. Совет имам само еднаш добиено, еден совет, и тоа беше кратко пред неговата смрт, пошто сум јас басист. И он свираше бас кога беше тинејџер, значи прво од хармоника на бас, па пак на хармоника и онда стана диригент и аранжер. Кога ја слушна првата снимка на трио шпато со Тони Китановски и Оливер Дуев, он беше во болница, имаше паднато, имаше скршен колк и ние снимавме прво демо и ми кажа нешто што би му го кажал на друг басист во биг бенд или во мал ансамбл. Вика, слушај, супер свириш, она супер се снаоѓаш, ама треба почесто основните тонови како фундамент да ги свириш за да му биде полесно и на бубњарот и на солистот.